Добар ден на сите, следите една нова тазе епизода од нашиот подкаст Јутинг. Подкасти фокусирани на медиумската писменост, на критичкото размислување, на се што она влегува тематски во сегментот на медиумска писменост, нели? Денеска имаме една интересна тема, би рекол, тема која што на повеќе пати како Радио МОВ сме ја третирале, но не толку третманот бил фокусот на медиумите и лицата со попреченост, лицата со атипичен развој, поврзаноста на медиумите на лица со попреченост, како ги третираат медиумите лица со попреченост и обратно, кои се потребите меѓусебни и така натаму и така натаму. Денеска тука во студиото на Радио МОВ со мене се Кристијан Лазарев, кој што е специјалист за пристапност во Организацијата за асистивна технологија Отворете ги прозорците. Добре дојде, Кико, во студиото на Радио МОВ, повторно. Тука исто е со нас и Владо Крстевски, програмски менаџер на Републичкиот центар за поддршка на лица со попреченост Порака. Добар ден и за тебе, Влада. Благодарам на поканата. Претходниот пат мислам дека имавме на онлайн варијанта кога правевме подкаст, но мило ми е што си тука сега, вака физички, нели, во студиото. Кико, почнал со тебе. Имаш една колумна, баш сега пред да почнеме, пред да го ред скопчето да го стиснеме да се снима на подкастот, зборавме баш за една твоја колумна која што ја пишуваше medium.org или беше чинам на некој од порталите. Таму збореше за пристапноста на медиумите за лицето со попреченост. Значи, мислам, ова е дел од, нели, од твојата специјалност, но дали содржините што се објавуваат по различните медиуми, пред се, ајде да речеме, во онлайн сферата и што кружат во интернет светот, се достапни и пристапни за лицето со попреченост. Веројатно технологиите, како што пишуваше, се одлично средство за инклузија, но доколку се непристапни, стануваат средство за така наречена оклузија. Бариери, нели, поставуваат за лицето со попреченост. Така, токму така. Тоа е една колумна што излезе пред месец и половина од сега и една од поентите таму е баш ова што го спомена сега пред малку, разликата помеѓу достапност и пристапност. Кај нас многу често луѓето ги мешаат тие два поеми. И ако зборуваат за достапни информации, автоматски мислат дека тоа се и пристапни информации, што не е така, најчесто не е таков случајот. Пристапноста си е посебна гранка од достапноста и си бара исполнување на други стандарди, други принципи и норми од самата достапност. Достапноста, да, ќе има информацијата, но дали еден човек ќе може да ја прочита таа информација, тоа е веќе друго прашање. Лесен, едноставен пример за гледачите би бил, да кажем, има еден текст објавен сега на странски јазик, да речеме на индиски, на некој арапски јазик, што ние не го разбираме во просторијава. Таа информација автоматски е достапна, технички е достапна, но ние не можеме да ја сватиме, не можеме да го разбереме јазикот. На некој таков начин би ја компарирали пристапноста наспрема достапноста. Значи, треба да се направи на јазик, ако се зборува за содржинскиот дел, значи да биде на пристапен јазик, и техничкиот дел, формата да биде во таа форма што ќе биде пристапна за луѓето, што не читаат стандардно со визуелно писмо. Да те прашаме, ти бе како лице, со оштетен вид, што очекуваш од медиумите, барем како некој стандард, основен услов да тргнат да почнат да прават, во смисла на софтверски помагала, не знам, алатки некои за пристапност, механизми, сега ја не ги знам точно, но што би ти помогнало за да ги читаш статиите, интервјуата, објавите, риловите да ги гледаш на социјалните мрежи, не знам, се лупам работи, нели? Што тебе би ти помогнало? Јаснувао прашање. Повторно ќе кажам дека медиумите не се дискриминирачки настроени кон лицата со попреченост. Најчесто се фер и секогаш даваат од себе најдобро што знаат за да не представат нас како што треба. Работата е во тоа што самите медиуми не ги раководат нивните платформи, веб платформи, туку ги даваат на веб девелопери
И тие веб девелопери кај нас не ги знаат доволно правилата, стандардите за веб пристапност и тука настанува тој проблем за нас. Значи не е до самиот новинар, тој веста ќе изработи, ќе ја напише, ќе ја сними, треба потоа во техничката обработка, во презентирањето на веб страницата, таа да се постави да биде пристапна за тоа да биде достапна и за нас лицата со попреченост. Тоа значи дека треба поголема веројатно комуникација и размислување кога се организира еден сајт, на пример, на отварам ја портал, земам домеин и така натаму преку Марнет и сега правам свој сајт, го обликувам содржински и така натаму. Треба да размислувам вајде на тој дел да комуницирам со техничар, практично да прави сајтот. Практично човекот што ви го прави сајтот треба од него да побарате да ги имплементира Web Content Accessibility Guidelines, тоа се меѓународни стандарди ги користат во сите држави. Ние нема да измислуваме наши, затоа што интернетот е светски и ова е светски насоки, светски правила и само треба да се применат од страна на девелоперот и нема да има никаков проблем понатаму. Има некои ситни работи од типот да се става alt текст, да се пишува на јазик поопшт. Има едно правило во новинарството, вели да пишуваш на јазик како што се напишани учебниците за 7-8 одделение, значи да не биде тоа на некој висок филозофски јазик, па да не може да го разберат сите читатели. Пак треба да биде од новинарот напишана статијата или веста дадена на соодветен јазик, меѓутоа главно технички е проблемот за да не стига информацијата до сите. Да, веројатно, кога го спомна јазикот, треба да се размислува и на малце спуштање на јазикот, нели што рече, да не се збори затоа што многу од медиумите, затоа што се заглавени самите голем дел за жал со некакви бирократии, со извештаи и самите, затоа што ако се дел од невладини организации, стани се изразуваат на јазикот како што пишуваат у самите извештаи. Ова важи и за самите организации, нели? И тука има една дупка, си играме расипан телефон буквално со јавност. Да, јас тоа го имам проучувано, бидејќи завршив македонски јазик и стиловите секогаш ми беа интересни и тоа административен стил се повеќе навлегува во останатите во новинарскиот особено и треба да се размисли. Знаете, понекогаш ако не ја разберете работата, ќе ја кажете на висок јазик за да не ја разберат ни другите. Тој што на вистина ќе разбере нешто, тој ќе го каже на едноставен јазик, како што викаат нашите лингвисти, на прост јазик. Тоа не е прост во смисла на несоодветен, во смисла на низок, туку прост, едноставен, чист, без премногу филозофирање за секој да може да го свати тоа. Особено важно за лицата со интелектуална попреченост. Владо, тука ќе се надоврзам со тебе, ми текна дека работеше баш со организации, со медиуми во полето на лицата со попреченост, односно на пристапност, на достапност на информации, на медиумската писменост, сегменти, баш оно што го спомна Кико. Како да направиме ние, треба веројатно поголема соработка меѓу тој триаголник невладини организации, медиуми, лица со попреченост, за да можат тие информации што се важни за сите, што се важни за подигање, ајде да речеме, од една страна свеста на лицата со попреченост, од друга страна доставување информации кои што се навремени, точни и да може да се читливи, нели, гледливи, слушливи и така натаму за лицата со попреченост. Веројатно треба да се работи на тоа поле. Да, многу треба да се работи. Сега што сме, би рекол, на почетокот, иако доста е направено изминативе години, имавме добри соработки со Македонскиот институт за медиуми, со кој што направивме повеќе типови на работилници, обуки. Беа продуцирани многу медиумски содржини, преку кои што сакавме да покажеме пример како би требало да изгледа соодветен или медиумски продукт. Меѓутоа, убаво кажат и сите три агли на тој триаголник се подеднакво важни и иако се препознаваме кој колку е важен и кој каква улога има, сепак како да постои некој линк што недостасува. Тоа е соработката. Значи поврзувањето и градењето на коалиции помеѓу овие три субјекти. Ја би додал и државните институции се битни тука. Апсолутно. Особено кога обработуваме теми кои што се жешки, условно речено, за лицата со попреченост. Соработката и континуитетот на соработката е особено важна. Работите кои што низ
нели минатово се провлекуваат, колку медиумите се спремни да одговорат на нашите барања, се уште стојат. Значи медиумите на некој начин се уште се недоволно подготвени да известуваат на пристап кој што е базиран на човекови права. Се уште сме сведоци дека, мислам, било која вест, мешање на терминологија, особено употреба на стара терминологија која што е навредлива за повеќето лица со попреченост, површинско известување без да се земат во предвид спецификите или да се навлезе подлабоко во темата која што се обработува, а е поврзана и важна за лицата со попреченост. Видливоста зависи од тоа колку сме присутни, нели? Исто така. Значи се уште во медиумскиот простор лицата со попреченост и нивните организации се недоволно застапени. Тоа е кога збориме во однос на отстапување простор, на квантитетот. Меѓутоа уште поважно прашање е што е со квалитетот и начинот на кој што се портретираат лицата со попреченост, затоа што тоа е основата на подигнувањето на јавната свест. И минативе години, како што кажав, во соработка со Македонскиот институт за медиуми особено, токму е она што излезе како главна препорака. Значи, едното се однесува на медиумите, зајакнување на нивните капацитети, обука на медиумите, како да известуваат на начин кој што е соодветен, меѓутоа од друга страна граѓанските организации треба да ги зајакнат своите капацитети, затоа што убаво кажу, нели треба да се спакува еден убав медиумски пакет, да биде кажано она што треба да се каже. Многу малку организации располагаат со таков кадар, кој што нели може да одговори во секое време на повик на медиумот, да се најде соодветен човек кој што би дал изјава, како таа изјава би требало да изгледа, која е позадината, па дури ние самите како организации правиме грешки во обраќањето и во нашите објави. Апсолутно, да има некој човек што знае да раководи со односи со јавност, да знае пораките кои што самата организација како да ги пласира во јавност. Тоа е тоа, и токму таа порака и начинот на кој што се пласира, начинот на кој што се портретираат пред лицата со попреченост, се основата на тоа што ние го бараме и го велиме, нели, подигнување на јавната свест. Пристап базиран на човекови права, значи дека лицата со попреченост живеат подеднакво во заедницата и учествуваат во секој сегмент на општествениот живот, јавен, политички, културен, спортски и така натаму. Тоа вклучува и во медиумскиот живот. Значи ретко гледаме лица со попреченост кои што се повикани во емисија да дадат изјава на друга тема, која што не е поврзано со попреченост. Тоа мора да се кажат за избори, за времето, за екологија, тоа што не засега сите, вклучувајќи ги и лицата со попреченост, и тоа е нешто што виднина понатака мора засилено да работиме, особено градењето на коалиции помеѓу организациите на лица со попреченост, значи на лица со попреченост и медиумите. Кико тука пак би се свртал, ова начнавме на интересна тема со Влада, кажа дека медиумите доста работат и веројатно со текот на годините више имаат некои скали, да речеме, на еволуција, ги поминавме тие, нели, некои, но на што мислиш дека треба да се работат, да се фокусираат медиумите, тоа што ти го гледаш, на нивните способности, потенцијали, нели, можеби наместо како што гледаме тажни, пасивни приказни да додат, нели, кога се оди само на емоции, па се оди на милосрдие, само па се оди на сожалување, веројатно, и тоа смета. Од друга страна, па нели има оноа што се вика премногу хиперболизирање, па ставање на пиедестал, нели, па представување како лицата со попреченост на како суперхерои. Веројатно ти ги гледаш и ги чувствуваш сите овие работи. Да, тие се крајностите во кои што се движат известувањата, и тоа е факт. Како да го промениме тоа е ако новинарите заземат малку по неутрален стил во однос на известувањето за теми важни за лицата со попреченост или општо кога работат со лица со попреченост во нивни емисии, и треба да биде насоката така насмерена, значи да не оди информацијата кон нивната суперхеројност или кон нивната кон нивно сожалување. Убави примери се, например, пред некоја година, 1-2 имаше едно девојче во Гостивар, каде што медиумите ја искористија нивната моќ, потоа малце се исполитизира тој представител таму се појави, меѓутоа и тоа беше во добри цели,
Меѓутоа, по моje мислење дека медиумите со нивната моќ известуваат тоа девојче во Гостивар да успее да оди во редовно училиште, да не биде затворена само во една просторија. Таа нивна моќ, таа моќ на медиумите, мислам дека треба да се користи се почесто во остварување на некои човекови права. Апсолутно, нели, системски аномали, државата негде запоставила и така натаму, тоа мора да се врши тој притисок постојано. Точно, таму да се стави акцентот, не на што можат или што не можат лицата. Секој човек може и не може нешто да прави и никој нема на вас како лица без попреченост да ви ги истакне вашите силни или слаби страни, освен ако не сте некој уметник или спортист. Не треба така да се прави ни за лицата со попреченост. Едноставно треба да се користи тој медиумски простор колкав е толкав е, да се изврши притисок на државата за да се остварат некои човекови права, да се оствари пристапност, да се оствари добро здравство, добро образование. Инклузивното образование е многу актуелно, меѓутоа повторно се вразуваат за некои успешни или неуспешни случаи со индивидуи и пак го имаме тој проблем. Треба да се смени начинот на функционирање. Да, веројатно она што тука влегува на прашање што претходниот пат Владо го зборевме, пак ќе го повториме, веројатно треба и самите медиуми да пазат, значи да не ги ставаат во една грудка, да ги ставиме само како да не речем грубо речено социјални случаи, ќе збориме, значи кога збориме за спорт да биде за спорт, кога збориме за уметност да биде за уметност. Баш тоа е тој пристап на човекови права, значи музичар со попреченост, доколку е успешен и вреднуван и почитуван во општеството, нема зошто да го ставаме него во емисија која што е специализирана за теми од попреченост и неговиот, како што вели Кико, или како што каже, да го хиперболизираме или да го правиме суперхерој дека постојано да он е успешен музичар. Покрај тоа што е успешен музичар, можеби има и некаква попреченост. Меѓутоа акцентот е на музиката и на музиката, апсолутно. И затоа он припаѓа во културна рубрика или како и да го велиме тој сегмент од медиумскиот простор. Спортистите исто така. Било што, значи секој треба да си го најде местото на му кај што припаѓа со тоа што е. Не само затоа што е лице со попреченост и затоа што можеби тука кај нас не, меѓутоа искуството дури од регионот прикажуваат дека емисиите кои што се специализирани само за лица со попреченост ги гледаат само лицата со попреченост. Со тоа не ја подигнуваме свеста и не ја пренесуваме пораката за еднаквост во општеството. Затоа припаѓаме во редовна програма. Тоа е тоа. Ако сме за навести, сме за навести. Ако сме за наутренска, сме за наутренска програма и така натаму. Тоа е она што треба да се испочитува. Интересно, збореш она се спомна културата. Билјана Димитрова, која е да многу ја почитувам од колектив Ветерница, они работат и со инклузивниот хор работат и така натаму и така натаму. Она викаше мојот хор е инклузивен, значи има секакви буквално и не разлика возраста, состојба и така натаму и така. И тука имам јас и вика ги буткам дори некогаш и поише она што може да прават, ги буткам, за да се осетат како активни творци во таа група. Односно, и самата критика, после самите медиуми кои ги покажуваат, да не ги покажуваат само како група типични се собрали, им се дава шанса, па ајде аплауз, па и на кај дома и заборавам утрешот. Туку и самата критика таму некаде да ги земе како активни, релевантни учесници у некоја изведба. Апсолутно. Тоа е што треба да го постигнеме. Тоа е крајната цел, така да бидеме третирани. А не само затоа што инклузивна, нели, се модерно инклузивно се да биде, меѓутоа колку се инклузивни и дел од тие представи што се работат и настапи и концерти, тоа е друго прашање. Меѓутоа да се постигне вистинска инклузија во нашето општество во моментов е исклучително тешко. Ја честитам на сите што се трудат, меѓутоа стварно имаме уште многу што да направиме на таа тема. Да, ги спомнавме од друга страна некој преска спомнуваше Кико како да станат, сакам да се вратам на тоа, алатки кои се софтверски ствари, како медиумите да размислуваат. Но кои ше може ли да ми дадеш примери што се случува? Еве имаме на пример толкувачи од една страна, ајде медиуми почна да користат како што и што и државните институции почнаа повише да користат на конференции и така натаму. Што треба да се работи на тоа поле? Може ли некои примери да ми кажеш за некои алатки, механизми, што би било хубаво да внесуваме и ние да размислуваме медиумите како да одиме понатаму? Верувањето е дека секојаш треба нешто специјално да се направи, некојаш треба да се направи нешто посебно, нешто уникатно,
што не постои, обично такво е верувањето кај луѓето, ми се јавуваат многу често лани пред таа година кога го направивме ова читачот, така наречен Кико, пред 2-3 години и ми се јавуваат милиони, леле, супер, одлично, како може ние сега тоа да ви го направиме на вас? Може ли само да објасниш за тие што не знам за читачот, што не слушнале што беше тоа? Тоа е секундарен адон, така се нарекува, за читач за екран што функционира за лицата со оштетен вид, меѓутоа може да го користат и лица со дислексија, и лица што се невербални, софтвер што синтетизира човечки глас. На крај од користењето на тој софтвер, текстот што е напишан може да се продуцира во синтетизиран, малце така роботизиран човечки глас. Тоа е практично алатката и сега кога го направивме тој читач, ми се јавуваат новинари, леле, одлично, те знаеме како треба, ќе најдеме пари, ќе најдеме проект, колку можеме и толку. Битно да го направиме ова на нашиот сајт да функционира. И јас им велам, луѓе, значи вашиот сајт сам по себе е платформа на која што јас можам да пристапам со тој читач, како и секој друг вебсайт. Не треба ништо специјално да се прави во поглед на специфичност на таа алатка. Таа алатка си постои, јас можам да ја користам независно од тоа дали е ваш или е сајтот на New York Times или некој трет медиум. Работата е во тоа што ако вашиот веб девелопер ги нема поставено статиите, ги нема поставено линковите, сликите, во таков распоред со такви HTML тагови соодветни за читање, тогаш јас ќе имам проблемот. Не интегрирањето на таа алатка во вашиот вебсайт клучно за ја да можам да ги читам вашите вести. И тоа почнуваат некои да го сваќаат, некои мислат дека сакам само да ги одбијам, да не им заврашам работа. Ама навистина тоа е тоа. Не треба нешто специјално да се направи. Едноставно правилата се тие, веб девелоперот ги знае и треба да ги примени. Да. Додиме малце на пошироко, сега оно што го спомнавме, освен медиумите ги спомнавме организациите, веројатно мора и самата држава да свати, да помогне, ги спомнавме претходно институциите, преку различни планови, акциски, стратегии и така натаму да помогне у цела, ајде да речеме во јавниот домен, јавната свест да малце се качуваме се на скалилата се погоре. Во овој контекст тука би ја спомнал националната стратегија за лица со попреченост, неодамна беше донесена. Што има во неа, Владо, и во однос на тоа како да се подобруваат јавната свест за лица со попреченост и што треба да очекуваме, каде ние самите медиуми треба да притискаме за да се остваруваат овие работи што запишани таму? Добро е што се дава големо значење на подигнување на јавната свест, издвоена како посебна приоритетна област. За сите што сме засегнати или работиме во секторов, знаеме колку е тоа битно, затоа што ни една промена не доаѓа туку така сама од себе и баш е резултат на голем број на акции поврзани со подигнување на јавната свест, дали се насочени кон институции, кон заедници, сосема небитно. Додека се развиваше стратегијата, беа вклучени голем број на организации, голем број на луѓе со попреченост, без попреченост, во однос на баш на приоритетната област подигање на јавната свест, предвидени се неколку мерки кои што според мене се доволно добро образложени, меѓутоа повторно ќе кажам стратегијата како документ, додека е на хартија си е таква каква што е, додека не ја видиме како ќе се преточи во реалност е нешто сосема друго. Зајакнување на самите лица со попреченост и овозможување на тоа ќе бидат активности за медиумска писменост кои ќе бидат насочени директно кон лицата и кон организациите, меѓутоа и кон државните институции. Тоа е добро затоа што постои регулаторно тело, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ако не се лажам, тоа е полниот назив, кој што има и како битна улога во регулирањето на овој простор. Ова што и претходно го говореше Кико, делот околу пристапност на веб страни, пристапност на информации, тоа е нивна обврска. Така да тоа ќе биде проследено со низа на обуки, на низа на активности. Акцискиот план во стратегијата е таков каков што е. Веќе касниме, скоро цела година 23-та е пропуштена, затоа што требаше од 23-та да почне да се имплементира, ќе почне оваа година. Јас мислам дека доколку сите стварно сватиме дека може да придонесеме и да дадеме дел од себе за да оваа стратегија заживее, може да се направи нешто. Веќе и правим
Меѓутоа е добро што го имаме сега ете како стратешки документ, не треба да измислуваме топла Топла вода, вода. доколку го ствариме барем ова што е зацртано сега како активности, тогаш ќе бидеме на добар пат. Значи нема да реализираме нешто премногу што би значило нели целосно постигнување на целите, меѓутоа за почеток, се движиме за некаде, почеток да би било движиме добро, некаде. за почеток. И ќе повторнаме тоа што претходно го кажав. Значи континуитетот е она што ни е слаба точка за многу процеси во нашава држава, слаба точка и во соработката помеѓу организациите и медиумите. Еднократно да, на повик, проектно, како год, ќе се случи нешто и потоа не снемува. Нема одржливост на оно што Агресивноста сме го од страна почнали. на организациите ја нема, значи не сме до толку упорни во своите барања и да ги представуваме пред медиумите. Медиумите се во состојба, како вие подобро знаете, предпоставувам. Еден човек покрива 10 сектори, Се што лози ние сме. се што ложи понекогаш не физички да дојде на настан или да Да. одговори на наше барање или на наша покана, така да сосема ни е јасно каква е состојбата и во тој сектор. Меѓутоа дека мора да се соработува и дека заеднички може да се постигнат резултати, тоа веќе е покажано и докажано и треба да се негува и да се одржува. За крај ми кажа убава мисла, ми каза за крај сакам и од Кико да слушам. Кико, што треба да направиме еве сите како медиуми и како организации, а и како државата, што мислиш дека како треба да се движиме од една страна за да да речеме сите овие работи што ги зборавме што се во доменот на медиумската писменост и представувањето на лица со попреченост во медиумите да се дигне на едно скалело уште подобро. Да подобриме и она што го имаме. Па јас би се надоврезал на документов што е пред нас тука на стратегијата. Таму е напишано се детално со цели, со индикатори како и што треба да се направи во наредните 7 години, веќе се 6. Се намалуваат и тоа се главните работи кон кои што сите треба да се движиме. Ние овие документи обично во нашите глави ги замислуваме како државни, окей, треба државата да ги исполни. Не. Секој еден човек, дури индивидуите, особено организациите, треба во нивните проекти, во нивните идни активности, се што прават, да ги погледнуваат овие документи, особено оваа стратегија и да речат Кога застапува треба ние да исполниме нешто во држава. Ние сите треба да се стремиме во таа насока. Државата си има стратешки документи и како нејзини граѓани треба да се трудиме да ги исполнуваме тие стратешки документи. Секој ако помалку придонесе, таа стратегија ќе се исполни. Ако чекаме ние сите државата да исполни нешто, ќе се исполни 10, 20, 30%, останатото повторно пак ќе се остане. Бидејќи ова е четврта стратегија, поред прво имаше трета или четврта, прво имаше до 2010, значи 2010, па 2018. Третиот период беше еден вакуум од 18 до 23 и еве сега ја имаме како трети или четврт документ, ако го рачунаме тој вакуум, оваа стратегија и ако повторно не обрнеме внимание сите заеднички на тој документ и организации на лица со попреченост и организации што не се занимаваат со попреченост, меѓутоа се дел од тие тематски области, приоритетни области, повторно нема да се постигне тоа што треба да се постигне. А има многу што треба да се сработи и вие медиумите сте најголем партнер според мене за лицата со попреченост за тоа да се оствари. Со ваша помош ќе се оствари тој притисок, во нашава држава знаеме, ако има притисок, сите ќе се зафатат, ќе сработат. Ако не, нешто станува проблем, ако повеќето мислат дека е проблем, тогаш станува заеднички принцип. Суштината е, нели, еден од проектите со Македонски институт за медиуми што го работевме, имаше многу убав наслов. Ја мислам дека го објаснуваше, ја објасни целата позадина и суштина на тоа што требаше. Попреченоста е прашање на перцепција. Disability is a matter of perception. Да. Како ќе стигнеме до тоа да ги промениме перцепциите, е она кон кое што треба да се, тоа е вистинското прашање. Да. Како јавните перцепции ќе би ги промениме? Медиумите како чинители, да, они во најголема мера се креатори на јавното мислење. Значи тука е тоа што треба тука треба да влеземе ние и како лица со попреченост и како организации и тука треба да го дадеме нашиот придонес. Пренесувањето на таа порака, именувањето на тие јавни перцепции е клучната цел што треба да се постигне.
Ви благодарам и на двајцата за муабетите, за информациите. Овој муабет сигурно ќе го продолжиме пак за некој време, затоа што Бојан. мора, знаеш, и пред имавме муабет и Апсолутно, пак имаме и мора пак да имаме. Мора ностоп да се повторуваат некои работи, да видиме до кај сме, што сме направиле, што сме се подобриле, кај сме сгрешиле и така натаму. Нели и секако да вршиме притисок и Ако ми дозволиш во контекст на Да, стратегијава, постои национално координативно тело кое што има мандат да ја следи. добро. Нели? Да, видиме, да. тоа нема да биде оставено туку така стихино и спонтано да се имплементира. Треба да се следи. Сега во моментов се подготвува, веќе е подготвена алатка, дигитална, за прва стратегија. Во држава има дигитална алатка за следење на индикаторите, колку тие се исполнуваат. Секое министерство ќе има човек кој што ќе биде задолжен да внесува податоци во таа алатка, за да вистина добиеме некаква си мерливо, нели, мерливост на сето тоа што е напишано таму. Инаку, ако тоа не го правиме, пак ќе остане уште еден убав документ кој што, нели, една година ја преспавме, за 2 години ќе биде заборавено. Да. Фала ти многу, Влада. Фала ти, Кико, многу. Фала на Фала и поканата. на тебе. Фала и на сите што гледавте уште една втора епизода од нашиот видео, нашето видео варијанти на епизоди од подкастот Ютинг. Следете и понатаму содржини на Радио Мов, видео, аудио, следете ги нашите текстови, и сајтот и радиото. И следете ги подкастите. Следуваат уште доста тазе подкасти, Ютинг и разни други подкасти. Живете, дечки. Поздрав!